На некои луѓе Бог им дарил дарба, но генот им ја одредил професијата. Растеше и созреваше со музиката. Милува да каже дека таа му е се и инспирација и мотивација. Тој е одличен музичар, перкусионист, но и одличен менаџер. Тој е прв човек на нашата национална гордост, ансамблот Танец. Добро утро, овој понеделник во утринската дружба му посакувам на Мартин Вучич. Мартин, добро утро. Добро утро, благодарност до вас што не почестивте, што дојдовте во нашите простории. Ете, одамна се немаме дружено, се надевам дека ќе имаме еден пријатен разговор и една убава дружба. Мартин, како е понеделнички, но и предконцертно. Великденскиот концерт е вечерва и ќе биде концерт со многу емоции, но и многу тага. Да, за жал, следот на настаните кои што се случија не можеме да ги контролираме, нели? Едноставно, да, прв концерт без нашиот првенец тешко ќе биде за сите, бидејќи сепак тој беше еден печат на Танец, неговиот лик кога ќе излезеше на сцената, сите со него ја поистоветува виртуозноста на оркестарот на Танец. Меѓутоа, живот како живот, она што ние можеме, кажавме во неколку наврати, е дека само ќе го живееме делото, односно она што он го остави во Танец, а сепак тоа се преубави мелодии, преубави ноти и музика за една институција која што со гордост ќе ги изведува во следните години кои што... Токму великденскиот концерт е посветен на Милан Завков, гениалецот на хармоника, но што уште ќе видиме? Него му е посветен, но што ќе видиме? Посветен е од аспект програмски, сето она што ќе се изигра, отпее, отсвири вечерта, ќе биде дел од опусот на Милан Завков, кој што он го остави во Танец. Значи, она што он го сработе за оваа институција, ќе биде ставено на таа програма на вечерашниот концерт. Што ќе следува по овој великденски концерт? Следува една интересна сезона, како и секој пат. Имаме доста планирани концерти и гостувања со оние проекти кои што секоја година ни се стандардни, да кажем, во институцијата Танец дома, наречено во Скопје, Танец низ Македонија. Тоа се мисли на градовите, оние културни центри кои што можат реално да излезат во пресред со условите за танец, но и оној проект од минатата година Изворни минијатури, кој што беше навистина поздравен од фелата, фолклорната фела, бидејќи и така се вративме малку назад на изворите да ги подсетиме луѓето од каде тие игри впрочем потекнуваат, од кој ора, класично онака како што се изведувале низ вековите наназад. Така што тоа е еден од оние проекти исто така годинава што ќе се реализираат. Во план е да се издаде уште една едиција на фолклорното богатство на Танец, оние партитури што ги направивме за прв пат пред 2 години, каде што конечно се распишуваат сите кореографии на Танец професионално во тип на партитура, да може да ги отсвири секој, буквално и странец да може да се забавува со нашата музика ако сака. Но и едно аудио CD кое што го снимивме за истите тие кои што можеби не го разбираат тоа што го гледаат, да може да го слушнат. Во план е да се издаде уште една од таа едиција, да кажеме, нотен материјал на Танец. Исто така имаме во план концерт одбележување 100 години од раѓањето на Васка Илиева. Секако тука е проектот фолклорно-класична симбиоза, тоа е заеднички проект на НУ Танец со опера и балет, каде нивниот симфониски оркестар со хорот, заедно со нашиот оркестар, хор и играчите, ќе ги изведеме дел од поубавите кореографии, меѓутоа симфонизирани со преку 200 луѓе на сцената, така еден грандиозен проект кој што едва и чекам да го реализираме. Во план е, здравје Боже, негде на крајот на септември. Секако тука не смееме да ги заборавиме и гостувањата на Танец кои што се надвор од државата. Танец настапи дома, но и во странство. Како вие ги доживувате настапите на Танец?
Имали многу емоции во нив. Ве воодушевували реакцијата на публиката. Танец никого не остава равнодушен. Кое е чувството што вас ве обзема на тие настапи? Бидем искрен, чувството кое што мене ме обзема е она реалното на последната композиција кога ќе изведе танец. Бидејќи јас како дел од нив, под наводници, човек кој што доаѓа од сцената, го доживувам концертот со стрес, исто како и они, така што последните овации која ќе заврши концертот, кога ние ќе здивнеме, ќе кажеме да, се помина во најдобар ред, тогаш гледаме уствари за што станува реално збор. Реагираат фантастично на сите наши изведби, на тешкото особено. Сега во Канада и во Америка можам да кажам дека добри 30-40% од публиката беа странци, не беа само наши. Потекнувате од музичко семејство, затоа следново прашање ми е како е да се биде прв човек на танец, доколку знаете дека во оваа институција токму се вложиле вашите предци. Над зидот, предпоставувам негде овде и сликата од вашиот дедо Милорад Вучич, што беше шеф на оркестарот, Пеце Атанасовски како почетник во играорниот кор. Да, син на Драган Вучич и Весна Вучич. Па да кажам вака, значи од пред се е голема чест да се води институцијата, особено како што кажавте во која што предците вложиле свој труд, енергија и така натаму. Единствено тоа ми дава еден стимул повеќе да пробам да направам нешто плюс за оваа институција, доколку можам, доколку не, сепак тоа треба да се остави на некој кој што мисли и дека може повеќе да го направи. Се вложуваме максимално да танец биде светски бренд, а тие две слики што ги кажавте од спротива ми се опомена во секој момент да не заборавам од каде потекнуваме, односно до каде смееме да одиме со фолклорот. Да, јас сум школован музичар, како што кажавте, меѓутоа сум задоен со изворна музика и растен. Не ја изучував директно, меѓутоа школото што го имав од моите предци, од дедовците, мислам дека е и tekako bitno. Одличен музичар, перкусионист, но оддалечен од сцената. Ви недостасува ли музиката и сцената? Да, не можем да кажем не, меѓутоа јас се трудам слободното време да го искористам повторно, да бидам активен во делот на музиката, може би не на сцена, снимаме доста често во студио, компонираме нови композиции кои што се планираат, може би некој пат да бидат презентирани, меѓутоа не стојам мирно кога е музиката во прашање. Едноставно тоа е, нервот игра во мене, да не видам инструмент. Видам ли инструмент, тука веќе нема муабет. Мартин музичар, Мартин прв човек на танец, но кој е Мартин надвор од сцената? Што го прави среќен, што го развеселува, што го растажува? Што знам, среќен ме прават другите луѓе, ако се среќни, ќе бидам и јас среќен, тоа е многу едноставно. Што знам, живееме во едни чудни времиња, меѓутоа ете добрината на човекот и искреноста може би секогаш ќе победат во односите еден со друг. Апропо на кој е Мартин надвор, пробувам да бидам фер, коректен, другар, максимално колку што можам. Сите сме луѓе, знаеме и да погрешиме, нели? Меѓутоа, ако знаеме и да се извиниме, тоа не прави доблесни. Вашата професија бара голем дел од вашето време, дури слободното. Има ли, Мартин, време за семејството, за дружби со пријателите? Има ли некое хоби? За хоби имам доста хобија, меѓутоа немам време. За дружба со пријателите наоѓам време, морам да бидам искрен, бидејќи е тоа што нели не одржува во животот. Апропо работата, мојата работа тука до 13, 14, 15 часот зависи од денот е една, а вистинската работа за танец продолжува после 15 часот дома. Што знае мајка ми многу често да ми каже ќе се озрачиш од телефонот, меѓутоа тоа е тоа. Мартин, честопати работите што ги замислуваме или што ги живееме не се она што сме го посакувале. Затоа посакувам храброст, истраеност и успех за да го живеете вашиот сон. Ви благодарам многу. Благодарам што во утро бевте гости на Македонија. Ви благодарам и на вас и уште еднаш голем поздрав до сите гледачи на Македонската телевизија.